Добре дојдовте на вториот дел од вежбите за сложенки во германскиот јазик. Ако не сте го гледале првиот дел, ви го препорачуваме, бидејќи таму вежбавме за именки сложенки. Во вториот дел, исто така ни е поврзан со предавањата за сложенки од ниво А2. Сега можеме да започнеме. Вежбите за сложенки, како и предавањата, ни се поделени на неколку делови, и тоа за композита номен или сложенки именки, композита адјективен, односно сложенки придавки, композита вербен, сложенки глаголи. Во првиот дел учевме и вежбавме за именките, сега ни останува уште за придавки и глаголи. Ке започнеме со композита адјективен, и тоа првиот дел или тип дериват. Првиот случај ни е кога додаваме суфикс бар и од глагол ни се променува зборот во сложенка придавка. Да видиме примери. Например, денкба, замисливо, есба, јадливо, нуцба, махба, хайлба, костба, браухба и фаба. Да прочитаме 4 реченици како примери. Das Möbel waren kostbar und sehr elegant. Мебелот беше скапоцен и многу елегантен. Das Fleisch war zäh, aber essbar. Месото беше жилаво, но можеше да се јаде. Ich möchte sie nutzbar machen, damit für uns tätig werden. Би сакал корисен да го направам, за нас активен да стане. Schlichte Krankheit ist zwar nicht heilbar. Едноставна болест, впрочем, не е лечлива. Одиме понатаму. Вториот случај е кога имаме иш, суфикс, и именката се променува во сложенка придавка. Например, киндиш, детинесто, модиш, модерно, фантастиш, оптимистиш, критиш, штурмиш, хемиш или ребелиш. Во предавањето за сложенки од плейлистата за ниво А2 можете да видите поголем број на примери. Typische Studenten, naiv und modisch rebellisch. Типични студенти, наивни и модерни бунтовни. Das sieht fantastisch aus, das haben die Nachbarn nicht. Тоа изгледа фантастично, тоа го немаат соседите. Der Wind trieb ihn stürmisch über die Straße. Ветерот оди исто така преку улицата. Er hatte das gute optimistische Gefühl. Тоа го имаше доброто оптимистичко чувство. Во зборот оптимистише имаме и деклинација на придавката. Поради тоа имаме буква Е на крајот. Одиме понатаму со наставка лих и промена на именка во композит адјектив. Например, engstlich, страшлив, täglich, секојдневно, endlich, freundlich, weiblich, männlich, pünktlich и glücklich. Во glücklich имаме сгрешено една буква, треба на средината да имаме буквата К, а не Х. Alsdan kommen Sie bitte wieder täglich. Тогаш враќајте се, ве молам, повторно секој ден. Втора реченица, endlich hatte er die Adresse gefunden. Конечно ја имаше тој адресата најдено. Jedenfalls ist er uns nicht sehr freundlich. Во секој случај тој не ни е нас многу дружелюбив. И четврта реченица, meinen Sie denn, dass er heute pünktlich sein wird? Сметате ли дека тој денес точен ќе биде? Одиме понатаму, ик и промена на именка во сложенка придавка. Eilig, брзо или итно.
3-tägig, 3 пъти дневно. Vorsichtig, lustig, farbig, hungrig, ruhig и blutig. Hungrig blickte er auf die belegten Brötchen. Gladен погледна той во покриените лепчиња. Haben Sie es denn so eilig, fragte der Bauer ruhig. Дали ви е итно, праша тивко земјоделецот. Dan tastete er vorsichtig die Kopfwunde ab. Потоа ја опипа тој внимателно раната на главата. Die Handfläche war roh und blutig. Дланката беше груба и крвава. Одиме понатаму, лос и промена на именка во сложенка придавка. Sorge, sorglos, безгрижно. Problemlos, без проблем. Zeitlos, безвременски. Потоа, pausenlos, безпрекинато. Respektlos, endlos, fruchtlos и kinderlos. Man kann sorglos in den Tag leben. Може безгрижно во денот да се живее. So eine Robe ist ja zeitlos schick. Ваквиот фустан е безвременски шик. Ich habe nicht endlos Zeit. Јас немам безкрајно време. Er ließ sich problemlos entfernen. Тој без проблем си се отстрануваше. Уште еднаш суфиксот los, но овој пат промена на придавка во сложенка придавка. Например, talentlos, неталентиран, farblos, безбојно, wertlos, lieblos, salzlos, sorglos, schmerzlos и nutzlos. Alles sehr schnell und schmerzlos. Сето тоа многу брзо и безболно. Seine Lippen waren schmal und farblos. Неговите устни му беа тенки и безбојни. Er war wertlos für sie. Тој беше безвреден за неа. Ich hasse es, Zeit nutzlos zu vertrödeln. Јас мразам време бескорисно да губам. Следно е суфиксот un и промена на придавка во сложенка придавка. Ungeduldig, нетрпелив. Unsympathisch, несимпатичен. Понатаму, unfreundlich, ungesund, unwichtig, unzufrieden, unsicher и unsportlich. Seine Haut war grau und wirkte ungesund. Неговата кожа беше сива и делуваше нездраво. Warum beantworten Sie eine so unwichtige Frage nicht? Зошто не одговарате на едно толку неважно прашање? Zum ersten Mal war er mit sich unzufrieden. За прв пат беше тој со себе незадоволен. Auch jetzt war er nervös und merkwürdig unsicher. Исто така сега беше тој нервозен и необично несигурен. Втор тип на сложенки придавки ни се тип Verbindung, кога со спој на два зборови се добива сложенка. За почеток, глагол плюс придавка се добива сложенка придавка. Да видиме пример. Arbeiten plus bereit, arbeitsbereit. Blitzen и sauber, blitzsauber, блескаво чисто. Kreuzerlich, клучно. Lebensgefährlich, животозагрозувачки, stinkfaul, многу мрзлив. Ich befehle diesen Jungs, dass sie täglich arbeitsbereit kommen. Јас им заповедам на овие момци да секојдневно спремни за работа идат. Er hatte ein offenes, kreuzlicher Handwerkergesicht.
Тој имаше отворено, искрено занаjdčistko лице. Mutter, überlebte aber sie war lebensgefährlich verletzt. Мајката преживеала, но била животозагрозувачки повредена. Tom ist echt clever, aber er war lange stinkfaul. Том е навистина паметен, но тој беше долго време мрзлив. Втор пример, кога имаме именка плюс придавка и се добива сложенка придавка. Например, Luft плюс Leer, Luftleer, безвоздушно. Riesengroß, гигантско или огромно. Feuerrot, пламен црвено. Zuckersus, шекерно. Eiskalt, мраз ладно. Wie luftleer das kleine Zimmer doch war. Колку празна малата соба беше. Seine Augen wurden riesengroß vor Schreck und Schmerz. Неговите очи стана огромни од шок и болка. Es war feuerrot, lackiert und hatte orangenfarbenen Streifen. Тој беше огнено црвено лакиран и имаше портокалова лента. Ihre Hände waren eiskalt. Нејзините раце беа мразладни. Придавка плюс придавка се добива сложенка придавка. Alt плюс модиш, altmodisch, старомодно. Neureich, новозбогатен. Schwarz-Weiß, hellblau и dunkelgrün. Да прочитаме реченици. Es war zu altmodisch mit seinen kleinen blauen Ledergürtel. Беше премногу старомодно со нејзиниот мал плав ремен. Односно со неговиот во превод би било. Er wusste, dass solche Dinge nicht so schwarz-weiß waren. Тој знаеше дека таквите работи не беа толку црно-бели. Seine Augen waren hellblau und wirkten sehr ruhig. Неговите очи беа светлоплави и делуваа многу смирено. Es war eine dunkelgrün lackierte Tür. Тоа беше една темнозелена лакирана врата. Продолжуваме со сложенки глаголи. И сложенки глаголи имаат само еден тип и тоа тип Verbindung. Значи немаат два типови како што се при придавки и при именки. За почеток именка плюс глагол се добива сложенка глагол. Ski плюс fahren, ski fahren, скија. Radfahren, вози велосипед. Teilnehmen, учествува. Taxifahren, вози такси. И Staubsaugen, всисува прашина. Es war Ende März und warm genug zum Radfahren gewesen. Беше крајот на март и топло доволно за возење велосипед. Втора реченица. Ich soll nachher mit meiner Freundin am Bankett teilnehmen. Требам подоцна со мојата девојка на банкет да присуствувам. Wie ist das übrigens mit dem Taxifahren? Што е патем со возењето такси? Втор пример, придавка плюс глагол, добиваме сложенка глагол. Например, bloß плюс штелен, разоткрива. Hochpreisen, воздигнува. Verloren gehen, се изгубува. Spitzgießen, калапи. И Fernsehen, гледа телевизија. Gut machen, поправа. Ich habe davon gehört, das Fernsehen ist ungesund. Јас имам за тоа слушнато дека гледањето телевизија е нездраво. Wie können wir das gut machen? Како можеме ние ова да го поправиме?
Gehe mit dem Kind mit mir verloren. Оди со детето со мене да се изгубиш. И третиот случај е кога имаме глагол плюс глагол и добиваме сложенка глагол. Например, kennen плюс lernen, запознава. Spazieren gehen, оди на прошетка. Verloren gehen, се изгубува. Wechselwirken, прави интеракција. Deine Anna muss dich kennenlernen und du öffnest dich leicht. Твојата Ана мора да те запознае и ти да се отвориш лесно. Er wäre auch gern hier ein Stündchen spazieren gegangen. Тој би сакал исто така тука еден час да пешачи. Sonst würden einige der Elemente verloren gehen. Во спротивно би биле некои од елементите изгубени. Тоа беше се за сложенки, се надеваме дека ви се допадна видеото. Ако е така, кликнете лайк и следете не на Инстаграм. Се гледаме во следното видео.